Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Здорувар четар, здорувар колега газетар. На важен документен дечни конференција е регул прштип министрите децис доктор Венко Филипче. Министре повелете. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволите да ви кажам најновите информации врска со COVID-19 вирусот во нашата земја. Денес се регистрирани 53 оздравени пациенти во Скопје 25, Куманово 13, Прилеп 5, Струга 1, Битола 4, Охрид 1 пациент и во Кочани 4 пациенти. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби за жал почина 2 лица, 20 пациенти, 58 годишна пациентка од Желино, Тетовско, примена на 21 април со тешка форма на болести и 81 годишна пациентка од Куманово, лекувана од 15 април и двете пациентки со претходни заболувања во градската општа болница 8 септември. Еден пациент почина од Куманово на возраст од 47 години, примен на болничко лекување на 3 април и подолго време приклучен на респираторна машина. Почина е пациент од Битола, кој се лекуваше во болницата во Битола, на возраст од 66 години, во тешка општа состојба со дополнителни проблеми за болување на срцето и на црниот дроб. Во однос на новите последни тестирања, последните 24 часа направени се 289, регистрирани се 13 нови случаи. Пациенти со COVID-19 во Скопје 4, Куманово 5, Прилеп 20 и во Тетово 20 пациенти. Вкупната бројка со овие случаи од почетокот на епидемијата кај нас изнесува 1399, односно 781 активен случај. На клиниката за инфективни болести е примен еден пациент, хоспитализирани вкупно 61, 18 од нив се со потешка клиничка слика, а 5 пациенти се на механичка вентилација. Во болницата 8 септември 8 нови пациенти на респираторна машина 7, 4 уште дополнително со потешка клиничка слика. Во болницата во Битола хоспитализирани 7, се следат уште 8 пациенти, во Штип 20 пациенти, се следат уште 9 на домашно лекување на инфективните оделенија. Во болниците во Куманово, Велес и Прилеп се хоспитализирани 50 пациенти, потврдени, дел од нив суспектни ги чекаат резултатите од брисевите. Дозволете да кажам уште неколку информации. Најпрво да се заблагодарам на предпријатието Бутел, што излезе во пресред за намалување на цените на погребните услуги. Вчера имавме разговор со директорот и денеска излегува со соопштение. Понатаму во однос на Центарот за јавно здравје Велес ги направивме сите анализи, направивме детална анализа на извештајот, проценка на многуте информации кои што дојда од повеќе страни. Утре или задутре во Центарот ќе биде назначен нов директор со оглед на пропустите кои што беа детектирани во работата на Центарот за јавно здравје во Велес. Уште неколку информации. Од денеска во болницата 8 септември е пренесен апаратот за така наречена озонска терапија, озонирање на крвта, што е една метода која што се користи за третманот на овие пациенти, пред се за најтешките пациенти. Има некои публикации, искуства од други земји. Врз основа на тие искуства тимот на анестезиолози од болницата 8 септември направи на детална анализа на навистина обемна литература што се однесува и заклучи дека вреди да се направи еден обид да и ова терапевска мерка се аплицира кај овие пациенти, така да од овие денови започнува и ова апликација. Практично станува збор за метода со која што се озонира една одредена количина на крвта која што се вади од пациентот и потоа таа истата се враќа во неговата циркулација. Утре е закажана и првата екстракција на плазма, која што исто така ќе се користи за третман на овие пациенти на Институтот за трансфузиона
медицина. На крајот да апелирам повторно до граѓаните да ги почитуваат мерките за носење на заштитна опрема. Има примери на граѓани кои што навистина се придржуваат до овие мерки, одржувањето на дистанцата и носењето на маски, да има и слики по медиумите на мрежите од граѓани кои што не се придржуваат до овие мерки. Сакам да напоменам дека е многу важно во овој период кога има зголемен број на часови дозволени за движење во текот на денот, дека само со оваа мерка носење на заштитна прикривка на устата или на носот или на маска ние можеме да ставиме крај на ширењето на вирусот. Благодарам. Благодарам, министер. Продолжуваме сега со новинарски прашања од колегите кои се вклучени онлайн. Алфа телевизија, Ања Павеле. Благодарам, министра. Може ли да ни кажете врз основа на што процените дека врвот на епидемијата ќе заврши со 2000 до 2500 заразени? И може ли да ни дадете медицинска детална анализа за ова, затоа што граѓаните досега и не видаа стручно објаснета анализа и проекција во однос на ширењето на коронавирусот во Македонија? Благодарам. Да, добро прашање е ова од стручен аспект. Гледано ние на презентацијата која што беше организирана пред 2 викенди заедно со епидемиолозите, ги прикажавме оние криви очекувања и така натаму, но еве да бидам конкретен во однос на прашањето. Во првиот момент кривата на ново диагностицирани пациенти беше поставена така да екстраполацијата укажуваше дека ќе стигнеме до бројот негде околу 2, помеѓу 2 и 2.500 на пациенти. И така ни беа димензионирани мерките, но тогаш таа проценка беше правена врз основа на тогашниот број на пациенти, врз основа на тогашната предпоставка како ќе се движи кривата. Тогаш на почетокот немавме воведено никакви мерки на рестрикција. Веројатно сега проценките би биле поинакви, меѓутоа ние да кажам не се надеваме секако дека сакаме и очекуваме да имаме помал број на пациенти, но се спремаме како да имаме така голем број на пациенти. Ова во смисла на мерките, во смисла на капацитетите на болниците и така натаму. Значи, тогашниот број на пациенти, како беше поставена кривата, врз основа на тогашните параметри, колку пациенти, колку заразуваат, беше дека проценката ќе биде помеѓу 2 и 2.500. Сега некои наши последни анализи, или тоа да кажем од последните отприлика на недела дена, ни укажуваат дека можно е ова бројка да биде помеѓу 1600 и 1700, но повторно ќе кажам, не се опуштаме се уште. Сметам дека е рано, така сметат и епидемиолозите, експертите од Комисијата за заразни болести, и така ги препорачуваме и ги димензионираме мерки, заради тоа што сакаме вака да продолжи овој тренд. Продолжува понатаму, колешки се окей, се просто одговорот. Да, ви благодарам. Продолжуваме Сител телевизија, Даниел Павеле. Министре, добар ден и од мене. Едно кратко прашање. Денеска во утринската емисија на Сител телевизија рековте дека одлука за тоа како ќе се одвива следниот викенд, кога впрочем и 1 мај ќе се носи во четврток. Зошто се чека до тогаш? И што може да очекуваат граѓаните со оглед на тоа што дали повторно може да очекуваме да ги видиме оние гужви кои што ги гледавме минатите викенди? Одлуката ќе биде донесена утрешната седница на владата. Гостувањето на утринската емисија беше пред состанокот на штабот, така да утекот на утрешниот ден на седницата ќе се донесе една одлука. На утринскиот состанок на штабот јас го изнесов мислењето од исто така утринскиот од денеска состанокот на Комисијата за заразни болести, која комисија со консензус смета дека треба да викендот биде повторно целосно затворен, како што беше оној за Великден, сега од петок до на понеделник. Во меѓувреме видов и некои реакции на
на министерот Чулев, сметам дека не треба да станува збор за било какво лично мислење или некоја тенденција да се пренесе некакво мислење или став или желба на било која група на граѓани, заради тоа што сите овие мислења се темелат на стручните сознанија на Комисијата за заразни болести. И така функциониравме до сега. Тие се темелеа на бројот на пациенти, на тоа што може да очекуваме од рестриктивните мерки во смисла на намалување на бројот на случаи на медицинска издржаност. Зашто тоа го препорачуваме? Секако дека граѓаните не сакаат да седат дома. Кој би сакал да седи дома затворен 3 дена, но има причина зашто тоа е така предложено. Во секој случај, владата на утрешната седница ќе го дискутира овој предлог и ќе видиме таму какви предлози дополнителни ќе стигнат и ќе се донесе одлука после што ќе известиме јавноста. Благодарам. Продолжуваме. Канал 5 телевизија, повеле. Благодарам. Министре, знаеме дека веќе известен период постои оној така наречен фонд во кој што се собираат средства за справување со коронавирусот. Може ли да ни кажете колку средства досега се собрани во овој фонд, дали веќе дел од тие средства се користат и зашто? Претпоставувам најголемиот дел од овие средства веројатно би биле за набавка на медицинска опрема, но дали имате направена анализа зашто конкретно ќе ги потрошите овие пари, за каков вид на медицинска опрема или било каква друга помош во некој друг сектор кој што би можел да помогне за справување со COVID-19. Благодарам. На почетокот на кризата ние отворивме донацијска сметка во Министерството за здравство и до денес се собрани близу 90 милиони денари, да искористам уште еднаш можноста да се заблагодарам на сите кои што донира средства на таа сметка. Меѓувреме огромна количина на донирана и опрема стигна, медицински материјали, маски, заштитни и така натаму, се ова што се користи во јавноздравствените установи за третирање на пациентите заболени од оваа болест. Ние направивме една детална анализа што е потребно да се набави од опрема на инфективните оделенија тука во Скопје, на клиниката, во болницата 8 септември и на сите други инфективни оделенија во болниците каде што се лекуваат овие пациенти. Веќе е спремна документацијата за тоа што ни треба и во овие денови кои што се пред нас, ја верувам дека до крајот на неделата таа постапка во која што ќе се користат овие средства и средства од буџетот на Министерството за здравство ќе се користа да се набави токму оваква опрема. Станува збор за кревети за интензивна нега, респиратори, аспиратори, перфузори, инфузиомати, мобилни рентген апарати, ехоапарати и си друго придружно за работа и функционирање на оваа опрема, се што значи опремување на едно интензивно место, нормално мултиплицирано согласно можноста тие да се инсталираат во оделенијата, а се однесува на интензивен третман на пациенти заболени од оваа болест. Продолжуваме понатаму, канал 5. Само што накратко ме интересира респираторите кои што пристигна од Европската унија чинам пред 2-3 дена, во кои клиники ќе бидат распоредени? Дали се само во Скопје или ќе бидат распоредени во другите градови? Само накратко што за ова. Во Скопје, тука кај што се лечат пациенти на респираторна машина, клиниката за инфективни болести и болницата 8 септември. Благодарам. Благодарам. Продолжуваме понатаму, Телма телевизија. Да, министре, ќе може ли само да бидете попрецизен во однос на викендот за мај? Дали тоа значи дека во четврток во 19 часот ќе започне полицискиот час или пак во петок во 19 часот, бидејќи на граѓаните мислам дека им е битно токму тоа? Или може би во петок од 15 часот, битен е нели терминот од колку часот би започнал полицискиот час. И уште едно прашање во однос на платите на Институтот за јавно здравје. До нас стигнува реакција дека платата за март месец не е исплатена и тие остануваат нели без некаков додаток кој што владата одлучи за здравствените работници да им бидат зголемени платите. Предлогот на Комисијата за заразни болести, меѓутоа тој не е дефинитивен, заради тоа што тој треба да се дискутира на утрешната седница на владата, секако дека ќе се дискутира од повеќе аспекти, е да биде од четврток навечер до понеделник наутро. Но ќе кажам да нема забуна, тоа е само предлог. Утре на владината седница ќе се донесе одлука после што ќе ги известиме граѓаните, односно јавноста.
во Институтот за јавно здравје со години назад постои еден колективен договор за кој што забелешки имаше Државниот завод за ревизија. Ние интензивно работевме и во изминатите неколку месеци, интензивно работиме на сега. Имаме некакво финално решение и верувам дека ќе биде тоа усогласено. Работевме и со Фондот за здравствено осигурување и со правната служба во Министерството за здравство, така да овој проблем за неколку денови верувам дека на соодветен начин ќе биде решен. Продолжува понатаму. Телевизија 21, Јовица Повеле. Благодарам. Министер, долго ги анализираме бројките од предходните недели на заразени починати лица од COVID-19. Може да заклучиме дека до овој момент, до денес, пикот сме го направиле на болеста, но сепак имаме лабавување на мерките, од друга страна пак вие останувате на информацијата дека се уште пикот го очекуваме. За кој период би бил во иднина би го очекувале тој пик да се достигне? Ова недела, следната недела, евентуално периодот околу 1 мај, така беа првичните предвидувања. И ние ги пратиме сега овде во рамките на дел од група од епидемиолози кои што најдиректно работи на анализа на податоците и сето тоа електронски се изработува. Од тоа од што стравуваме да не станува збор за некоја поединечна варијација. Онака како што беше во едно друго сценарио кога имавме пик еден во смисла на исклучок над 100 диагностицирани пациенти. Така да сметам дека се уште не би избрзувале, тоа баш утрово го дискутираме заради тоа што истото го анализиравме. Сепак сакаме да видиме последователно повеќе денови еден ваков тренд, за да кажеме добро, поминат епикот и дефинитивно факторот R0 е под единица и очекуваме и во континуитет и во следните денови намалување на број на случаи. Искрено се надеваме дека така ќе биде, но малку е рано, иако трендовите тоа не го неуват, но сме многу внимателни. Имам и второ прашање, зошто секое лице кое што ќе почини, а било позитивно, дали претходно или посмртно е утврдено на COVID-19, се запишува во листата дека починало од коронавирус, но врз него не е направена обдукција да се утврди дали точно коронавирус е причината за смртта. Секаде каде што има сомнение дека може да пациент починал заради корона, а укажување на тоа се белодробните проблеми, ако таков бриз е позитивен, тогаш се зема во предвид дека е починат и така влегува во евиденцијата. Се дискутиравме за постмортем брисевите, меѓутоа мислам дека е добро што се земаат, добиваме една по-целосна слика и може дополнително да се анализираат и контактите на тоа лице кое што починало во насока на дополнителна превенција на друго ширење на вирусот од други луѓе кои што биле до тој момент во контакт. Благодарам. Благодарам, Јовица. Продолжуваме понатаму. Билјана, Клан Маседонија, Повеле. Министре, како го толкувате тоа што излечената докторка од Куманово, анестезиологот, од 2 негативни теста, вели дека сега е одново позитивна? Има ли и други вакви примери? И дали од двомесечниот фокус кон болните со COVID-19 извлековте некаква статистика која е во дослух со она што го слушаме од светот? Например, зошто просечната возраст на починатите овде е значајно пониска од земјите од Западна Европа? Дали се должи на разликите во животниот век или разликите во одржувањето на вкупното здравје на населението? Овде има и лоши навики, претерано јадење, претерано пушење, физичка неактивност и така натаму. Дали по некоја случајност некои од починатите од тешките случаи не се вакцинирани од БСЖ? Сите овие се индикатори за доста научни центри во светот. Најпрво за докторката во Куманово, сега прв пат слушам информацијата, дозволете да проверам колку што знам до сега, знам за негативните брисеви. Така да дозволете некое време да видиме за што се работи. Мислам дека е рано да се излекуваат заклучоци. Мислам дека сите овие бројки, пациенти, карактеристики на клиничката слика, корелација со некои други коморбидитети, е многу рано сега
излекуваат. Можеме само да предпоставуваме, посебно што една сериозна студија која што ги анализира сите овие работи и во светот и секако и кај нас трае долго. Што се сега за сега податоците кои што ги имаме. Прво сметам дека добро го амортизиравме бројот на пациенти. Понатаму смртноста е некаде во рамките тука како што се движи во регионот. Со бројот на тестови сме задоволни. Колку сме направили тестови на милион жители. Се уште е рано да извлечеме целокупен заклучок. Но нешто приметуваме. Има, например, разлика, меѓутоа тоа е се уште во сферата на шпекулација. Сите овие земји кај што е, например, ПСЖ вакцината задолжително има малце поинакви криви пациенти од други европски земји кои што ПСЖ вакцината одамна не е во нивниот календар. Например, во Шведска истото такво сценарио, по туберкулоза дојде кога пред повеќе години се дојде бегалците од источните земји таму. Значи, сметам дека во смисла на научни заклучоци, во смисла на влијание на одредени фактори, болести, дополнителни сознанија во смисла на тоа како вирусот влијае на организмот, кои се точно механизмите во кои што, иако има и сега предпоставки, има и потврдени работи со тие AC2 рецептори и така натаму, но веројатно не се знае се. Значи, сите тие заклучоци ќе дојдат после навистина едни долготрајни анализи, клинички студии кои што земаат време самите по себе. Но што мислам дека е многу битно, што апсолутно сите земји научија како во која насока треба да го спремат нивниот здравствен систем за периодот кој што доаѓа. И мислам дека и ние сме на добар пат во однос на тоа. Со овој предизвик ниту еден здравствен систем во светот не бил соочен до сега. Да има нова болест која што треба пациенти да се третираат сосема изолирано од сите други, со целосно изолирани капацитети, персонал, кадар и така натаму. Ниеден здравствен систем ова не го предвидел, ниту поможел веднаш да биде спремен и да одговори. Така да во оваа крива научење во апсолут сите земји во светот, во насока на тоа беше еден состанок со Светската здравствена организација, сите земји од Европскиот регион на СЗО учествува. Ние практично го правиме планот, добар дел и го направивме, што и како треба да ни бидат организирани капацитетите за следните месеци. Посебно за почетокот на есента, кога ќе имаме сигурно, прилично сме сигурни, нов бран на заболени, дополнително оптеретување со сезонскиот грип. Значи, ние веќе сега се престројуваме, научивме сега што и како треба, имаме дополнителни капацитети на инфективната клиника, 8 септември болницата, знаеме како да ја организираме и паралелно на тоа да нема одлагање ниту на овие хронични пациенти кои што сега се одложени. Значи, сметам дека секоја земја научи, сметам дека добар системот на размена на искуства преку Светската здравствена организација и сметам дека оној следен предизвик кој што ќе дојде во есенските месеци многу по-добро сите ќе го изменаџираат, кога ќе ставиме на кантар во рамките на нашата стратегија, анализата и проверката на имунитетот преку студијата за серопреваленца, понатаму апликацијата мобилна преку која што може да се пратат контактите кога кај некој ќе се утврди дека треба да се пратат контактите со одветната организација на производствени капацитети, ресторани, школи. Значи, со една реченица се она што значи враќање во животот постепено, не нагло, онака како што било постаро, и во истата таа смисла организација на здравствениот систем со активирање на сите нивоа на здравствена заштита во насока на добра организација и менеджирање на некој следен пик на оваа болест. Благодарам, продолжуваме понатаму. Владимир, повеле. Министре, каква е сега состојбата во Центарот за јавно здравје во Велес во врска со земањето тестови, бидејќи забелешките кои инспекторатот вчера ги соопшти, се едни од забелешките се дека не се земани, не се правени епидемиолошки анкети, дали веќе тоа се прави? Тоа е едното прашање. И второто прашање, сакам да ја прашам, постојано се јавуваат луѓе вработени во државни институции, меѓутоа и во приватни институции, прашуваат дали се уште
важи правилото, односно уредбата дека луѓето со во ризични групи со мозочни удари и слични коморбидитети не треба да доаѓаат на работа. Да, важи тоа се уште сите оние диагнози кои што ние ги ослободивме. На почетокот со мислење на Комисијата за заразни бил класифицирани по МКБ-10 шифрите, се ослободени од работа во однос на работата на Центарот за јавно здравје. Уште тогаш кога се утврдија тие недостатоци, се направи прераспределба на кадрот од другите одделенија и во пунктот за земање на брисови за да функционира соодветно на начин на кој што треба со соодветна индикација ставање со решение за самоизолација. Значи тоа е веќе еден процес кој што според кажувањата, наодите веќе е нормализиран тогаш во тој момент кога после инспекцијските надзори вонредни се установија неправилности. Благодарам. Благодарам, продолжуваме понатаму. Тера телевизија, Стево Повели. Благодарам. Две прашања. Прво, министре, четворицата оздравени кои денеска се од Битола се пациенти кои се лекуваа дома или пак беа хоспитализирани на клиниката во Битола и каква терапија примале? Добро, дозволете да проверам во овој момент овде во евиденцијата го немам тој податок. Типот на терапија според индикацијата или на матичниот лекар ако се лекуваат во домашни услови во консултација со инфектолог, имајќи у предвид степен различна форма на манифестација. Во една одреден сосем мал процент има и гастроинтестинална форма во смисла на диареја и така натаму, а другите во болниците исто така според индикацијата, според тежината на состојбата, цела на супортативна терапија, антибиотска во смисла на заштита од супербактериски инфекции. Значи тоа е еден дел кој што е оставен на проценката на лекарите кои што се директно вклучени, заради тоа што за да се даде терапија на пациент мора да се има точен увид во целокупната состојба и предходна здравствена состојба, предходни некои болести се разбира. Дозволете да проверам за пациентите и да јавам дополнително. Второто прашање поднос на починатиот пациент во Битола, тој беше хоспитализиран на клиниката, нели овдека во Битола 66 години, рековте дека имал срцева слабост и цироза и сега јавноста прашува почина од COVID-19 или пак од овие други болести? Да, тука ние направивме една детална анализа заради тоа што првичниот тест е негативен, третиран во одделението заради тоа што е заради тоа што пациентот бил неподвижен на интерното одделение и покрај негативниот првичен тест префрлен во одделот за изолација заради пратење, поради тоа што клиничката слика укажувала дека можно е да е пациент кој што е заболен од COVID-19 со оглед на сликата на белите дробови, вториот бриз стигнал позитивен. Значи пациент кој што има претходни болести и дополнително позитивен бриз на COVID-19. Благодарам, Стела. Продолжуваме понатаму. Нова ТВ, Менче Повели. Благодарам. Јас имам неколку прашања. Прво, дали донациите од ПСР тестовите, а и оние другите кои што се за антитела се наплаќаат преку Фондот за здравствено осигурување? Ке почне ли пошироко користење на озонската терапија доколку покаже добри резултати во болницата 8 септември? Зошто во време на пандемија лимените ковчези воопшто мораат граѓаните да ги плаќаат, бидејќи тоа е глобален проблем. Семејствата изгубиле своји блиски не по своја вина, значи зошто државата не го преземе товарот? Зошто во статистиката дневниот биланс веќе ги нема починатите, не знаеме вкупен број на починати од COVID? И имам една информација од вработени, бивши вработени по договор на дело од клиниката за детска хирургија, на кои што не им се продолжени договорите, односно 30 луѓе заминуваат дома. Тука има болничари, медицински сестри од интензивна нега, хигиеничарки, администрација и така натаму. Дали ви е познато за ова?
Дали имало потреба од нив, немало потреба, не знам. За детска хирургија ќе треба да прашам или да зборувам со директорот, зашто тие може би бил причина е во тоа што имаш изборен процес умеѓу време, па не стигнале согласност. Предпоставувам. Во статистика ги има починатите. Секој ден ги објавуваме, не знам каде на сајтот мислите дека не се објавени, дали во табелата или во секој ден ја апдейтираме табелата со број на починати. Во не, вкупниот број. Зборувам за вкупниот број досега. Порано го имаше во дневниот биланс и вкупниот број, веќе неколку дена го нема. Не се објавува се. Вкупната бројка се апдейтира и вкупната бројка на починати се објавува на овој сајтот на Министерството во на табела. Дополнително ја дополнуваме со овие нови кои што ги објавуваме секој ден. Во однос на тоа зашто се наплаќа тоа е приватно предпријатие. Вчера имав разговор и излегува луѓето во пресред. Не сме разговарале во владата за покривање на овој трошок. Сметам дека луѓето беа крајно коректни. Во однос на тоа што го направија, сакам да им се заблагодарам. Уште еднаш, но можеме да го покренеме и као прашање на владата. И во однос на донираните тестови, тие практично се тестови кои што се вклучени во нашиот институт за јавно здравје. Начинот на плаќање е по DRG овој цена на наплата кон фондот, иако се буџетите историски наназад, без разлика на бројот на направени тестови, буџетот на сите јавноздравствени установи историски се пресметува, како за плати, така и за потрошни материјали. Во оваа ситуација и ние како Министерство набавувавме, и институтот сам набавуваше, има и голема донација, меѓутоа буџетите кон НИЕЗУ-та историски се пресметуваат врз основа на историските податоци од претходните години. Уште за озонската терапија. Ке оставиме на индикацијата. Ја вчера разговаравме со докторката која што е на анестезиолошката служба во 8 септември, после една детална анализа, истражување кое што она го правела, укажа дека смета дека има една одредена група на пациенти кои што може да ја прима оваа терапија. Немаме дефинитивен доказ дека помага, меѓутоа во исто време имаме апсолутно докази дека не одмага. Во таа смисла ќе оставиме на нивната проценка, тие кои што се секојдневно со пациентите да кажат за кој пациент сметаат и врз основа на која индикација. Само една работа да потенцирам, нема ограничување. Значи за кој пациент да се даде индикација ќе може да ја прими терапијата. Понатаму, предпоследно прашање, слободен печат, Мирослава Повели. Добар ден, министре. Јас ќе се надоврзам на колешката Менча Точи. Дали може да ни објасните, ве молам, што точно е тоа, што точно значи тоа озонска терапија? Како, кои пациенти ќе може да ја примаат? Едноставно, мене тоа не ми е јасно. Значи, станува, имаме упредвид дека во клиничката слика и резултат на како причина за тешката клиничка слика е недоволната оксигенација на крвта. И се смета дека со оксигенирање со озон, една количина на крв може, мисля че 15 мл се вадат, се озонираат и се враќаат во циркулацијата, и тоа може да се повтори неколку пати во денот. Се подобрува способноста на крвта да однесе кислород од ткивата каде што е тоа потребно. Така да на тоа се должат добрите резултати. Тоа е механизмот на делување. Како ќе се индицира? Веројатно се индицира врз основа на проценка на степенот на оксигенација на крвта, што е параметар кој што може да се
да се мери и се мери кај сите пациенти кои што се во интензивна нега, оние пациенти кои што имаат стварно потешкоти со дишењето, на кои што и според оние претпоставени механизми самата крв е компрометирана, па еритроцитите не може да го врзат кислородот за да го однесат од ткивата, ова може да помогне. Значи, на кратко, подобра можност крвта да оксигенира ткива во повеќе органи во организмот. И последно прашање, ако нема Мирослава да додаде нешто. Благодарам. Канал 77, Давор, повеле. Министре, добар ден. Како што споменавте на почетокот, АД Бутел денес ги намали цените на погребалните услуги за починатите од COVID-19 и како што велат колегите од Слободен печат, од 7 до 10.000 денари. Дали ова значи дека АД Бутел ќе им врати дел од парите на семејствата на сите досега починати од коронавирусот? И ако ми дозволите уште едно кратко прашање, дали државниот карантин и понатаму ќе трае 21 ден и дополнителни 14 дена во домашна изолација? Ви благодарам. Ова е нешто што дополнително треба да се разговара, верувам, со предпријатието. Сега јас не би знал, може во рамки на нивните ингеренции да одлучуваат. 21 ден трае карантинот на луѓето кои што доаѓаат од Италија, инаку 14 дена. И после дополнителни 2 недели самоизолација, имајќи упредит заради тоа што таму е најкритичен регион од сите земји од кај што патуваат нашите луѓе при враќањето назад во земјата. Остануваме на апсолутно истите одлуки сега, кои што се донесени и претходно, ќе важат и во иднина. Добар. Благодарам до сите колеги што онлайн поставува прашања и ќе продолжиме со министерот уште неколку прашања. Министре, прашањето е од вечер, по кои протоколи треба да се дарува крв во услови на пандемија? Дали крводарителите треба да имат тест за коронавирус, дека се негативни пред да даруват крв и кој треба да им го направи? Тие анализи се прават во Институтот за трансфузиологија. Ова го дискутиравме има повеќе месеци со директорот, укажа дека при дарување на крв таа анализа не треба да се прави. Го дискутиравме овој момент и нивното стручно мислење дека тоа сите други анализи се прават во рамките на нивните вообичаени активности. Следно прашање, министре Филипче, кога треба повторно да се тестирате на COVID-19 плюс инфон? 2 недели истекуваат во среда, односно четврток, од присуството на состанокот во Куманово. Продолжуваме понатаму. Градоначалникот на Куманово Димитриевски се тестирал повторно од страна на Центарот за јавно здравје Куманово и резултатот е негативен. Дали ова значи дека му завршува карантинот на Димитриевски и може да се врати на работа од четврток? Телевизија 21. Има таму издадени решенија од Државниот санитарен здравствен инспекторат, епидемиолози, така да сите тие решенија мора да се почитуваат. Има медицинска причина зашто се издадени во даден момент и зашто треба да траат толку колку што е тоа препишано. Продолжуваме. Прашање од Frontline. За која седница на координативниот штаб по владата говори министерот Чулев? Доаѓа ли воопшто Чулев на седница на влада и на кризниот штаб? Дали ова уште е една лажна вест и што значи ваквото однесување? Прашањето од Frontline. Ние денеска немавме седница на влада, имавме седница на Централниот штаб на владата, на кој што јас го изнесов предлогот на Комисијата за заразни болести и сметам дека тоа е единствено релевантно мислење по кое што треба да се дискутира, дека ни едно индивидуално мислење, вклучувајќи го и тоа на министерот Чулев, нема тежина ниту вредност како мислењето на епидемиолозите од Комисијата за заразни болести, кои што оваа одлука, односно овој предлог до владата го донесува со консензус на утренскиот состанок. Сите предлози кои што до сега стигнаа од Комисијата за заразни болести се издржани, медицински, епидемиолошки, има сериозна причина зашто се носат овие рестриктивни мерки и повторно
ќе кажам, да се представуваат интереси на одредени групи, граѓаните секако не сакаат. Нема некој кој што сака дома да седи. Меѓутоа мора да сватиме дека овој тренд добар кој што го имаме за намалување на бројот на пациенти мора да го задржиме. А тоа го направивме со сите овие мерки кои што дојдат токму од Комисијата за заразни болести. Со консенсус предложија целосно да биде на овој забранет викендот за продолжениот викенд за движење, но тоа е само предлог. До владата утре ќе имаме владина седница на која што ќе го дискутираме тоа и ќе се донесе одлука. Продолжуваме. Следно прашање. Почина 47 годишен пациент во Куманово кој бил примен на 3 април во тешка состојба. Станува збор на пациент кој не е во ризична група според возраста, дали имала претходна историја на болести и во соопштението на Министерство за здравство е наведено дека е примен во тешка состојба. Може ли да ни појасните што значи тешка состојба, за да еден заболен од COVID-19 биде примен на болничко лекување? Прашањето од НИАМК. Тој е пациент од болницата 8 септември, примен на 3 април. Тешка состојба значи кога е целосно пациент зависен од респираторна поддршка, на респираторна машина, значи едноставно е толку диспноичен, има отежното дишење да не може да доволно се оксигенираат ткивата. И тогаш заради тоа намалено снабдување со кислород, запаѓа и свеста и постепено тоне и тоа е таа тешка клиничка манифестација поради афектирање на белите дробови, но и поради оној момент што го дискутиравме претходно на врзување на кислородот за хемоглобинот во крвта. И тие пациенти веднаш бараат респираторна поддршка, веднаш се приклучуваат и тоа е таа тешка манифестација. Не само кај нас и во други земји во светот има овои пациенти кои што имаат тешка клиничка слика, а немаат претходни болести. Така да имаме ние и такви случаи, за жал имаме и помлади, овој пациент е на 47 години и ова што го кажав значи тешка форма на болест. Продолжуваме понатаму. Надоврзувајќи се на прашањето од вчера за неотварањето на училиштата, родителите се интересираат кога ќе има информација за начините за запишување во основно училиште прво одделение и за средните училишта и дали тоа ќе оди онлайн. И второ прашање исто текст МК, дали има доволно единици крв на трансфузиологија? Да, секојдневно сме во комуникација со директорот на институтот и мене ми ги праќате белите, имаме увид во тоа колку која количина на крв има, не отстапува резервите во однос на периодот минатата година, че има сосем доволно. Во однос на првото прашање, Министерството за образование интензивно работи на тоа како ќе се организира школската година. Ние од страна на нашето министерство, активноста на Комисијата за заразни болести, имаме спремно препораки за тоа како треба да се организира не само наставата, туку и други едукативни курсови, наставни симпозиуми со одржување на дистанца. Треба заедно сега во оваа следна фаза, период кој што доаѓа со представници на МОН, да сето тоа се сподели, да се кажат нашите аргументи, за да во периодот кој што доаѓа ние практично бидеме спремни за следна учебна година или како и да се одлучи да може да се одвива наставата со одветен начин, не до сега, со оној густ, како до сега со оној густ распоред за седење. Не само за овие институции, за јавниот превоз и за фабриките и за рестораните. Благодарам, министре. Почитувани, тука е и крајот на денешната редовна пресконференција на министер за здравство доктор Венко Филиче. Нандерувар клучни да фунди и конференција се регул проштит министричен децис доктор Венко Филиче. Бенбеч.